365 дена трае истражувањето на премиерот зошто првиот канал на македонската телевизија не се емитува на бугарска територија. Телевизија Алфа пред повеќе од една година го постави истото прашање. Зошто МРТВ САТ ја нема кај операторите во Бугарија, а наспроти тоа БНТ 4 речиси 2 години зрачи во македонскиот етер. Ковачевски тогаш како и денеска најави дека ќе праша во Министерството за надворешни работи. Јас ќе разговарам за тоа со Министерството за надворешни работи и тие ќе информираат во однос на тоа. Веднаш ќе ги контактираме Министерството за надворешни работи и нормално македонската телевизија која што ќе треба да зрачи и штом ќе достават официјален одговор, како одговор од бугарските официјални институции, тогаш ќе го споделиме со вас. Ковачевски, како и во првиот одговор, така и денеска се повикува на Министерството за надворешни работи. Министерот пак како најповикан за неемитувањето на МРТВ САТ кај источниот сосед не одговори на прашањето на Алфа, бидејќи Османи не сакал тие да бидат злоупотребени во изборната кампања во Бугарија. Вие веројатно сте забележале дека не сум се видел со вас 3 недели можеби. Тоа не е случајно. Денеска морав заради посетата, но тоа го правам за да нашето прашање не биде дел од бугарската кампања за избори. Еден од директорите на МРТВ, Захарија Вулгаракис, за Алфа тврдеше дека тие ги овозможиле сите услови за емитувањето, но рече дека тие немале можност да проверуваат дали бугарските оператори го пренесуваат сигналот на македонската телевизија. Откако Алфа го емитуваше прилогот пред една година, овој проблем се најде на дневниот ред за дискусија и на Советот на првиот македонски канал, кој исто така прашуваа зошто МРТВ ја нема во бугарскиот етер. Станува збор за телевизиски прилог околу овој проблем. Во прилогот беа вклучени 3 страни: АВМУ, МРТ, преку директорот Захарија Вулгаракис и владата. Алфа повеќе од една година инсистира на одговори од институциите, бидејќи по подпишаниот договор за добрососедски односи, во кој се предвидува реципроцитет во емитувањето на националните канали, Бугарија не го почитува. Од институциите нема одговори и зошто се дозволува пропагандистичка содржина на бугарската национална телевизија да зрачи во македонскиот етер. Самуил организирал отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни комуникации уште лани се прогласи за ненадлежна за ова, не можеле да постапуваат за содржините на БНТ 4 или кои било други странски канали. Но во законот сепак јасно е наведено дека при реемитувањето во содржината странските канали не смеат да потикнуваат меѓу другото и национална омраза и нетрпеливост.